Добар ден и од мене, започнуваме новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за клубот за слободно образование Николец едукација. Студиото е преполно со деца. Ќе биде денеска мощно интересно бидејќи ќе представиме дел од креативните работилници и она што се изведува на нив. Во студиото се едукаторите Валентина Миновска-Чупич и Јасмина Ѓоргиевска Алагјозовска. Добар ден. Добар ден. И дел од децата кои што ги поседуваат овие часови, веднаш до мене е Неда, која што има 9,5 години, потоа Јована 11 години, Мате кој што има 10,5, Алина исто така 10,5 и Срна веќе почна да црта, таа има 4,5 години. Здраво. Здраво. Значи, во Николец едукација има креативни работилници, но и едукативни. Ние ќе се задржиме на креативниот аспект од работата, кој што ја развива фината моторика, фантазијата, креативноста воопшто на децата. Ајде нешто повеќе во однос на концептот на Николец едукација. Најпрвин добар ден на сите и фала ви на поканата. Николец креатива започнува пред околу 5 години некаде. И креативноста беше идејата за работа, да речеме, да се соберат одреден број на луѓе и се започнуваат креативни работилници во училишта. И потоа стануваме, да речам, се фиксираме на едно место и продолжуваме со работа, така што се насочуваме на едукативниот дел, на помош на децата при пишување на домашна работа, училишни обврски, све тоа да се заврши кај нас на креативен начин и потоа може да се продолжат со креативните работилници во слободното време. Така. Кога ги имате тие креативни работилници, какви материјали користите? Користиме најразлични материјали, значи најчесто тоа се материјали што им се познати на децата, почнувајќи од хартија, од волница, пластелин, глина, не знам нешто друго сега може би не ми тикнува, меѓутоа тоа се материјали кои што се безбедни за децата и интересни за работа и лесни за работа во принцип. Јасмина, децата кај вас учат да плетат. Зошто е тоа важно? Важно е за да се развие моториката пред се на децата, но и малку да ги научиме, односно да си ја негуваме малку и традицијата. Затоа што мислам дека тоа е заборавено, негде кај останато зад нас. Па така може они сами да си направат ташничка, да си направат шалче, да си направат капче, нешто едноставно, сами да си го креираат. Исто така ткаат? Ткаат, да, имаме и разбои малецки, са ни ги донесовме тука, но чисто работиме на нив. Децата уживаат кога имаме час по плетење или ткање. Уживаат кога работиме со волница. Тоа им е омилено. Правиме куклички, правиме, ете, може да се види... Така ќе ги прикажеме вие и во студио ќе изработиме. Еве Неда конкретно ќе работи со волница, донесе волница. Деца, знаете да плетете? Научивте? Да. Какви плетки учите? Па, наједноставни. Имаше едноставни, наједноставни, да, затоа што сепак сме на почеток уште, така да кога ќе станеме поискусни, ќе научиме и плетенки да правиме, ќе научиме различни техники. Што ви е најзабавно на часот за креативно работење? Што најмногу сакате да работите? Најмногу се допаѓа на часот по креативно работење, кога плетеме со волници, кога цртаме, некогаш боиме и со темперни боици. И исто така мене многу ми се допаѓа кога работиме со пластелин. Така. Децата уживаат кога се креативни да работат, да моделираат. Денеска ќе изработат децата. Да, ќе изработат такви куклички. Колку време е потребно? Дали е тешко? Тешко ли е да се направат? Не се многу тешки. Само малце напори, иначе за лесне. Така? А што ти е потребно за да го изработиш ова? Може да ми покажеш? Ова се само едно картонче во правоаголник исечено, ножички и волна, ништо посебно. Така? И исто ти ќе го направиш кукличето? Јас ќе правам туфки, исто така кои што се потребни за да се направи куклата. Ова се тие, да ги прикажеме. И еве на пример, еве за украс можеме да ставиме и очиња, да направиме подолга волница како рачиње и е многу интересно. Како се работи ова? Само потребен ни е картон и волница
значи ја виткаме волницата околу картонот Така. и потоа ќе го пресечеме и ќе се само треба многу цврсто да се стегне волницата. Тоа е сега право. Така. И колку време обично е потребно да се направи едно вакво пувче? 5 минути. Ајде, слободно работите, ние ќе продолжиме. Нема да мириме на време. Со разговорот. Што уште изработувате на овие часови? Па на овие часови најчесто се фокусираме да им помогнеме на некој креативен начин да си ги завршат и нели училишните обврски. Така, значи училишните задачи ги завршуваат преку креативни игри, точно. Ние ги смислуваме правилата на играње. Многу лесно ги прифаќаат, значи многу лесно и возбудливо е за играње и еднаш штом се изигра играта, уште еднаш се бара, ајде уште еднаш. Како работите, да речеме, множење и делење? Како се совладува тоа низ игра? Да. Особено множењето, па и делењето, уште повеќе е потешко нели за децата. Да ги мотивирате да научат преку игра. Да, баш така. Нема дете што со задоволство одлучи тоа. Да, малку е потешко да се убеди. И, например, еве конкретно за множење, ќе објаснам, имаме, значи може да се искористат и обични карти за играње, овие што ги знаеме, нели? Се редат во круг, во полжав, се означува старт и се означува крај. Една коцка е потребно и фигури од онолку деца колку што играат. Се фрла коцката, се движи човечето и кога ќе застане на одредена карта, например на бројот 8, се множи со, например, ако му се паднало 6 и застанало на картата 8, 6 по 8 и го кажува одговорот. Ако го каже одговорот, си стои човечето. Ако не го каже, се враќа назад 8 по линија колку што е картата, например. И тоа ги мотивира, нели, да кажуваат точни одговори за да стигне до крајот. Матеј, ти ги посетуваш овие од едукативната работилница Николец веќе 5 години? Да. И кои игри можеш да ги посочиш како особено интересни и забавни, преку кои што учиш? Па, последна игра што сум ја играл е како не љути се човече, но е многу позабавна бидејќи е со множење, исто така од таа игра може да се научи и многу повеќе за множење. И, например, ако вртиме куцка и ако ни се падне 5, одиме 5 по линија напред. И ако ни се падне бројот 3 на картата, 5 по 3 го множиме и ако го сгрешиме, застануваме и Значи сите се трудите да не сгрешите и да научите добро таблицата за да победите во играта. Така. Тоа е најважно. Тоа е најважно. На социјалните мрежи конкретно може да се сретне ова креативно пакетче. Да, така. Кое што можат заинтересираните меѓу другото и да го купат. Што содржи тоа и што поттикнува? Кој ќе го представи? Па вака се, тоа е наменето за креативни љубовни деца, а сите деца се такви. Содржи едукативни игри, содржи друштвени игри. Значи може да го отвориме. Може да покажеме може. што се содржи. Може, да. Значи се истражува вселената. Вселената, да. Ова пакетче е за истражување на вселената. Истражување на вселената, значи воедно преку игра и забава децата учат и развиваат многу вештини. Тие конкретно се картички. Така, се треба вика, да се јас исечат? имам, да, треба да се исечат и се вежба, односно преку асоциација, децата треба да погодат за кој поим станува збор. Тој што ќе има таа картичка, вика јас имам и продолжува понатаму. Имаме експерименти. Два експеримента. Да го извадиме ланчето ако пречи. Два експерименти, значи едниот е треба да се лансира една ракета во вселената. Значи, добро, значи ова е тој дел. Да, тоа е уствари друштвената игра. Таа е друштвената игра, тука има дел од ракетата. Од ракетата, значи треба децата да го исечат, да ја нацртат, да ја украсат, да ја залепат и да ја лансираат. Односно, во тој дел 12 што го покажува, да, има шумечи таблети. Значи тие кога ќе се соединат со вода и кога се во затворен простор се создава притисок
и таа се одвојува од капачето и оди нагоре. Аха, значи може да се лансира. Точно, може да се лансира. Не е безбедно во затворен простор, може. Да, најубаво Се шегувам, да, може и во може, сова. да, може и во сова. Потоа Еве експериментот. Да, со млечниот боец, со вода и со лепак може да создадат млечен пат. Значи, Има упатства за има сето има, така? да, точно, секако. има упатство за се како се користи. Значи вака се млечниот пат се создава со помош на ова Да. мала епрувета, некој прашок има внатре, Светки. светки. Значи се што потребно за да се изработи го има во пакетчето. Ножички, лепаци, боички, темперни. Так. Исто така има децата може да научат и кои се примарни и секундарни бои. Ние не им ги ставивме сите бои, нели лилакова, кафена и слично, него им ги ставивме примарните бои, црвена, синя и жолта. И тие од тие три бои треба да создадат, да видат како се добиваат и секундарните бои. Така. Еве, значи Еве, ги ова покажавме сите делови со што се работи. Ова е накратко сончевиот систем, кој треба да биде во средина сонцето и нормално планетите Так. одоколу. Тоа се овие бели тупчиња што Еден треба да гледач Да. на 0M+, кој што ќе се яви во емисијата, на подарок ќе го добие ова креативно пакетче и верувам дека неговото дете или ако се яви некоја баба, некој до неговото внуче, Ќе навистина убаво ќе се забавува Да. дома, склопувајќи ги Да. сите овие елементи на пакетчето. Одлично, прекрасно. Ни донесовте тука и други некои работи, значи правите музички инструменти. Музички инструменти, да. Дали ова го може да се прави и дома? Значи Може, така? да. Може, да. И многу е лесно. Еве може да ни кажете какви се инструменти правите, што е потребно? Значи ова моментално се кастанјите кои што се составени од две тапи, обични тапи, картон и имаме хартијава боја. Значи слободно може да се менува формата, бојата, големината на капачињата, не е ништо ограничено. Преку музички инструменти, фала Богу дека име секогаш интересно кога ќе фатат музички инструмент во рака и одма тука се создава некоја музичка игра. Мислам, тоа исто го применуваме, освен што изучуваат за инструментот, од кај потикнува, како се свири на него, слушаме музика каде што е искористен овој музички инструмент, така и дечињата се информираат едукативно, добиваат повеќе информации, потоа може и да се засвири нешто. Така, да видам како напредуваме тука. Дали не да го заврши незиното креативно се уште дело? рачињата ги справам. Така. А пувката гледам при крај. Па да, при крај, само што да ја оформим убава, за да има убава форма. И Алина што таму прави на крај? Али на уште, да, ќе треба уште малку Така, време. ќе стигнеме до крајот на денешната емисија да ги представиме нивните креативни изработки. Освен групите со деца од училишна возраст, имате исто така и деца со предучилишна возраст. Што со нив работите? Што може да се работи на таа возраст? Еве, конкретно Срн има 4,5 години. Многу работи може да се работат со таа возраст, тоа се дечиња од преучилишна возраст, некаде од 3,5 па до 5 години имаме таква група, доаѓаат кај нас и работиме за развој на ситната моторика, најмногу на тоа посветуваме внимание, изучување, значи математика, македонски јазик, учат за јазикот, учат општи работи за светот. Гледаме да покриеме што повеќе области каде што ќе им биде полесно да научат и подготвени да се запишат во училиште. Да го вклучиме гледачот кој што е на линија. Добар ден, повелете кој се јавува? Ленче Ангеловска. Се извинувам, не ве слушнав, ќе може да повторите? Ленче Ангеловска. Добар ден, Ленче, како сте? Добри, ево со децава од Авалија гледаме емисија. Така, значи вие се јавивте да го добиете ова креативно пакетче за вашето дете. Колкаво дете имате? Да, 2 години. Така, 2 години, веројатно вие ќе требава да го склопите. Да. Така, вие ќе бидете креативно овој пат, ама верувам дека и вашето дете ќе се забавува кога ќе види како сето тоа функционира. Да. Така, да. Можете да поминете во телевизија Телмо, оставете ги вашите податоци во режија, се ќе ви објаснат и убаво забавувајте се дома. И благодарна гледачката што се јави. Ние тука сега да продолжиме само што со оној дел колку деца имате во Николец едукација? Па околу 30 на дечиња се. Сега за сега сме во помал простор,
се надевам, затоа што бројката на деца расте, се надеваме дека ќе си најдеме некој соодветен простор. Така да... Колку часови имате во текот на неделата? Колку време поминуваат децата во Николец едукација? Па некаде околу 4 часа, например, максимум. Значи може и помалку, нормално, зависи од секое дете посебно, ама најмногу 4 часа може да посетуваат секој ден. Така. Ви се допаѓа во Николец? Да. Так. Забавно е. Сакате да останете подолго од 4 часа? Децата кога им е забавно, секога сакат повеќе и повеќе. Секој час работите различни работи? Да, различни креативни работи кои што навистина ни се многу интересни и сакаме почесто да ги изработуваме. А во однос на домашните работи, на учењето, како сето тоа изгледа? Па во Николец многу повеќе значи на пример еве пишуваме домашни и учиме за тестови и многу подобро повеќе подобри резултати имаме во училиште и многу и ни е интересно, исто така учиме преку најинтересни како да кажам моменти. Да, и повторуваме многу за во училиште. Така. Значи главно сте фокусирани на работата за училиште. Да. И резултатите се, морам да кажам, навистина добри. Така. Како планирате во иднина сето да го развивате? Па како што кажа Јасмина, планираме да се преселиме во некој поголем простор и се надевам да ни се зголеми бројот на децата, затоа што веќе има потенцијал. И здравје, да видиме како ќе се одвиваат работите. Така, ова се конкретно материјали, само што не споменавме за овој дел. Да, тоа се материјали за предучилишна возраст. Така тие ги има на нашиот сајт. Тие ги има на сајтот. Така, можеме да спомнеме за вашиот сајт, што се содржи. Да. Имаме сајт интерактивен, каде што децата сами може да си наоѓаат вежби, да си ги симнуваат, да читаат новости во областа на културата, на технологијата, се што е најново практикуваме да го ставиме, да го постираме, нови вежби смислуваме. Можат и гледачите во Чекори да видат како се работат, да речеме, овие работи што денеска ги изработуваат децата. Има креативни, имаме дел за вежби од прво оделение до шесто оделение, според возраста и според предметите. Гледавме да ги опфатиме сите предмети, математика, македонски, општество, природни науки, уметност и музика. Малку повеќе ставаме акцент на тие предмети, на уметност и на музиката. Може да играат игри кои што се едукативни. На сајтот исто така може и да имаме ставено како табла, тоа е многу интересно, и децата може онлайн да си цртаат. Така. Да си ја зачуваат сликата и да си ја постираат или да подарат, да испринтаат, да им остане. Така. Сосема на крај само може да покажеме што завршила Срна, што сработе Срна. Што заврши, каде твое цртеж? Што изброи Срна? Ето, го заврши цртежот, ова е цртежот на Срна. Дали ние ги завршивме тука? Јас уште малце само да ги сецнам екстрата кончиња и готова сум. Така, браво. Браво. А мате што работеше? Па јас црта и има тука може да го свртиш цртежот само кон камера да покажеме, значи ти им нацрта коса. Да. Коса на како си ги замислува. Има само дадени ликови, а децата треба да се нацртаат каква коса им прилега. Да им се разбуди имагинацијата, фантазијата. Ви благодарам што бевте дел од НЛМ+. Што со гледачите ги споделивте вашите интерактивни, односно креативни моменти кои што ги спроведувате во Николец едукација. Се гледаме повторно. Се гледаме, ви благодариме. Ви благодарам што бевте дел од НЛМ+. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Имете убав викенд. До гледање.